Граѓаните да не патуваат и да не излегуваат од дома доколку немаат поголема потреба од тоа, да носат топла облека, да конзумираат топли напитоци и доколку треба да работат на отворено, тоа да го прават со паузи. Ова се дел од препораките на лекарите и стручните лица во однос на студеното време, ниските температури и поледицата по улиците кои што ја зафатија државата деновиве. Зголемен број скрашеници, посебно кај постарите лица, регистрира Општа болница Кочани. Од 1 јануари во ортопедската амбуланта во Кочани се јавиле 30 лица со скрашеници, претежно на екстремитетите и колковите. Бројот на луѓе со скрашеници од ваквото невременска состојба, лоша временска состојба со минус температури е зголемен, така да од 1 до сега 9 никаде имаме околу 30 скрашеници, од кои најчесто се на рачниот зглоб, на скочниот зглоб, имаме скрашеници и на колено, имаме скрашеници и на колкови, така да групите луѓе со скрашеници на колкови се околу 60 до 70 годишна возраст, а кај помладите скочниот зглоб е луѓе во категорија од 30 до 50 години. Кои се пратени за штипека? Има пациенти, повеќето пациенти се згрижени овде во Општата болница Кочани. Пациентите со скрашеници на колк, бидејќи тука не можат да се понатамошно лекуват, се препратени во клиничката болница во Штип. Граѓаните да ги почитуваат препораките, движењето да биде ограничено и планирано, додава доктор Ѓорѓиев. Посебно на повозрастните луѓе да се внимава, да не излават непотребно на овие лоши временски услови, каде имаме минус температури, дека улиците се веќе замрзнати, обавезно да се направи смена на обувките. Значи, ако да се стават зимни обувки со поголеми графери, така да немаме лизгање и падови. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека уште утре ќе се задржи претежно променливо облачно и натаму студено време со услови за повремено провејување на слаб снег. Во среда и четврток ќе преовладува променливо облачно време и ќе започне постепен пораст на температурите.